На денот на трудот и официјално сите функционери ќе добијат пари за побогата скара. Обичниот човек едва ќе собере за кебапче, додека премиерот, министрите и сите други од очигледно повисоката класа ќе можат да се гоштеваат со бифтеци. 1 мај, денот кога работникот го изразува незадоволството за своите работнички права, оние кои треба тие да им ги обезбедат се добиваат 78% повисока плата, додека минималната е 20.000 денари, а луѓето на улица бараат подобар живот. Со покачувањето на платите најмногу ќе добија македонскиот претседател Стево Пендаровски, наместо до сегашните 93.000 денари, сега ќе има месечен надоместок од 165.000. Премиерот Димитар Ковачевски и собранискиот спикер Талат Џафери ќе имаат плата од 150.000, министрите ќе добиваат околу 110.000, додека другите функционери, пратеници и судии ќе имаат околу 100.000. Откако Уставниот суд одлучи да му го зголеми месечниот надоместок, премиерот пред еден месец најави дека ќе се разгледувале модели за законски измени со кои платите не би биле толку покачени, но од тоа се уште нема ништо. Засега одлуката на Уставен морала да се почитува. Одлуката на Уставниот суд со која се укинуваат одредби од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица е конечна и треба да се почитува со оглед на тоа дека одлуки на Уставен суд се конечни. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пак порача дека политичарите имале ниски плати, па требало тие да бидат повисоки со цел да се привлечеле успешни луѓе да сакаат да влезат во политиката. Верувајте, и прашањето на платите на политичарите е важно, доколку са и во борбата против корупцијата и во борбата за привлекување поквалитетни кадри во политиката. Иначе со ова ниво на плати се разбира дека нема секој граѓанин кој што е квалитетен и може да нуди на политиката, ќе се одлучи да се занимава со политика. Вице-премиерот за европски прашања Фатмир Битики пред 20 дена се пожали дека неговата плата тогаш му била се уште иста, не била покачена. Па не е покачена. Интересно е што имам иста плата. Замисли.